Чакалот пренамножен, на терените го има премногу. Неговата бројна состојба излегува од контрола што ќе биде тешко да се контролира, доколку не се дозволи негов одстрел. Ловците во државата чекаат надлежните да донесат одлука откако ќе се надминат законските пречки и тоа дека веќе следната сезона ќе може да го ловат. Беше речено на состанокот на кај Министерството за земјоделие дека во најскоро време ќе се изготви нов закон во кој што чакалот ќе си го заземе своето место. Меѓутоа со овие политички настани кои случаја со избори, претпоставувам дека тоа ги задржува работите, меѓутоа очекуваме на пролет дека и тоа ќе излезе и дека од наредната главна ловна сезона чакалот ќе го имаме како еден од видовите за задолжителен одстрел. За сега штети од чакалот се евидентирани кај полезниот и прелетен дивеч, а претпоставка е дека ќе се зголемат и во стадата на сточарите. Сега за сега прави штета само на ловно дружение Ловец, односно на масовно уништување на зајачкиот дивеч. Веќе почна да се чувствува тоа и кај полската еревица, со тоа што очекуваме од наредната година веќе да биде пренамножен до тој степен што ќе почне да прави штета и кај сточарите. Чакалот лови во Глутница, по 40 години повторно ги окупира нашите терени. Претпоставка е дека мигрира од соседството, но многу брзо се размножува. Со одстрел на чакалот ќе се одржува неговата бројна состојба до граница на намалување на штетите, забележуваат ловците, кои сметаат и на парична награда од државата за одстрелен примерок од овој штетник.